На тема вчерашниот протест, кои се резултатите, односно кои резултати да ги очекуваме и што да очекуваме во иднина. Разговараме со Крста Јовановски, актер, но воедно и пратеник избран од народот. Добро утро, добар ден пред се за вас. Па да сумираме, како помина вчерашниот протест? Па не знам сега, ако анализираме како помина, не знам о која смисла е прашањето, но како и да е. Мислам, ако ме прашате мене лично, јас бев на протестот како граѓанин, како државјанин на Република Македонија, како македонец, како патриот, како сакате. Јас тоа сум го кажал многу пати јавно во емисија, не сакам сега да биде поинаку. И излегов и јас бев лично, ако ме прашате мене, задоволен од бројката која беше таму. Зборувам нарочно од бројката, затоа што некои луѓе тврдеа или во нивниот инженеринг велеа дека таа бројка ќе биде мала и нема да биде голема и со тек на време ќе падне и така натаму и така натаму. Значи тоа е однапред пресметана некаква математика на некои умни луѓе кои за крајна цел имаат разнебитување на нашата татковина. Мислам дека бројка негде кај јас не знам точно, меѓутоа сигурно не беа помалку од 10, а беа повеќе од 10.000 луѓе. И се надевам дека како ќе продолжи, бидејќи и за денес има закажано протести, мирни протести, мислам дека таа бројка ќе расте, како ќе расте овде во градот, така ќе расте и во внатрешноста на нашата татковина, така да во еден момент предпоставувам дека неминовно е да се соберат сите тие луѓе и да го искажат своето незадоволство од моменталната ситуација во која се наоѓаме. Така, кој е ефектот што го очекуваме, кои се резултатите што ги очекуваме пред се, не само од вчерашниот протест, во глобала од сите протести? Како ќе биде? Јас прво би рекол нова, има една наша синтагма од еден наш познат револуционер и деец македонец кој велеше нема поголем непријател од оној кој има поголем пријател од својата татковина. Во името на таа порака која ја кажуваат нашите револуционерни дејци и во името на сите македонци кои пишале на македонскиот јазик, се труделе сегдека да биде чуен, виден, разбран. Впрочем, за тоа и солунските атентатори се жртвувале, нели, светот да чуе за Македонија. И ако имаме пишани документи назад, како што сега пред некој ден излезе, уште зборува дека Македонија трае многу одамна, но ако во ти пишени пишува дека е Македонија држава, дека Македонија има луѓе кои зборуваат македонски, многу поинакви обележја имаат во својот јазик, во својот идентитет, во својот генетски код на крај краишта. Мислам дека ако ние денес дозволиме сето тоа да се тргне и да се уништи во името на некаква граѓанска опција, која се заговара као таква, наспроти се друго, тогаш ние ќе бидеме виновни и пред оние наши предци и пред нашите сега потомци и идните кои ќе дојдат поколенија како такви. Така да, мислам дека ова собирање и овие мирни протести треба да ги поддржат сите македонци кои се чувствуваат како македонци. Затоа што голема и доблест и чест е да се биде на вакви протести кога се и работи за опстојувањето на државата, кога се работи за гол опстанок практично, така сме доведени во една ситуација. Мислам дека ефектот ќе биде уште поголем кога ќе сватат нашите сите македонци кои живеат овде по род и по крв и така натаму, дека треба да престанат некои надворешни сили, вклучително со внатрешните, да ја делат Македонија и да ја распарчуваат на една зелена маса. Не смееме тоа да го дозволиме по, не знам, трети или четврти пат да се случи. Каков ќе биде ефектот или крајниот резултат, не можам да предвидам, затоа што, ако се сеќавате пред извесен период и кога беше тука еден странски дипломат кој рече не се мешам за ништо, а всушност се мешаше во се, му беше одговорено ние ќе ги контролираме народните маси, но нели не можеме да предвидиме што од сето тоа ќе се случи, нели какви ќе бидат ефектите. Сигурно ефектите нема да бидат погубни за народот, тоа јас барем стојам, сигурно нема да има, како што велат некои, и синоќа кога се вратив, слушав на телевизија некакви изјави од страна на припадници на оние кои ја рушеа државата пред не многу одамна, кои фрлаа врз институциите, врз спомениците, кои плукаа, кои го нарекуваа овој народ никаков, кои го навредуваа народот и по вертикала и по хоризонтала.
и така натаму, тие истите вчера на телевизија бранат се она што е нели зацртано. Никој не коментира што е она во документот, нели што е потпишано од страна на лидерот на СДСМ, за се што се сложил тој нели во овие. Но иако тој молчи, пак затоа од другата страна портпаролот на ДУИ објасни се и на телевизија и јавно како обраќање на се што се сложил тој лидер на таа политичка партија. Така да, ако му е малку и зависи кој како го толкува на крај краишта излагањето на председателот Груевски на ВМРО-ДПМНЕ, кога му се понуди на тацна, вели затвореме и мене и сите оние други ако се огрешиле во законот, не ја жртвува и Македонија за тоа. Нивниот одговор вчера беше многу штур. Ова го зборувам не дека малку бегам од темата, него сакам да им кажем на македонците, на сите оние кои ја гледаат вашата телевизија, која јас многу ја почитувам, дека треба да се читаат нештата помеѓу редови. Нивниот одговор вчера беше дека животот започнал и дека граѓанската Македонија започнала и веќе мене почнува да ми смета неколку пати поред, можеби едно 7-8 пати ја нарекуваат Граѓанска република Македонија. Дали е тоа новото име за кое зборуваше господинот Фрчковски на телевизија? Јас не знам дали е тоа вториот дел нели од оваа срамно предавање на нашата татковина, не знам, но времето ќе покаже и ќе видиме како ќе биде. Овде сакам исто да апелирам до сите македонци да не чекаме и да видиме, како што впрочем често пати знаат да кажат граѓаните, ај да видиме прво што ќе направи па после. Оти железото се кова додека е топло. Тоа е една наша поговорка. Се надевам дека сите ќе се вратат на тие поговорки, ќе си го прочитаат Марко Цепенков и ќе видат кај сме и што сме. Така, најавивте мирен протест за вечерва. Не открите ни некои кратки детали за вечерашниот протест и дали да очекуваме во иднина уште протести? Јас не сум најавил уште еден протест, тоа е само нели најава од страна на граѓанското здружение, да, спомнав од страна на граѓанското здружение кое го водила. Иако многумина од граѓаните ќе речат дека ова е ВМРО-вски протест, но јас таму вчера видов, иако одев малку понастрана, видов многу луѓе кои влегоа во поворката, иако одеа по страна, кои не се да речеме припадници на ВМРО, јас не можам да ги знам сите, но неколку луѓе видов кои веќе и ги знам како сведочени членови или симпатизери на некои други политички опоненти на ВМРО-ДПМНЕ. Честни македонци кои дојдоа да се придружат и да дадат свој придонес нели во таа поворка, односно да го изразат своето внатрешно чувство. Тоа се зависи значи од граѓанското здружение како ќе ги организира овие нешта и уште колку се ќе има. Како што имаме можност да прочитаме, значи тоа се шири веќе и другите градови на Македонија, тоа го спомнав. Пишува дека ќе има во Кичево, дека ќе има во Битола, дека ќе има во Струмица и така натаму да не ги редам сите. Има поддршка на многу граѓани значи од внатрешноста на државата. Како сето тоа ќе се одвива, се надевам дека граѓанското здружение кое го води сето ова, нели, линии се поминати и така натаму, ќе води сметка и ќе го организира онака како што треба да го организира. Мирно, достоинствено, онака како што прилега на секој културен македонец. Како што вели Гоце Делчев, нели, јас го разбирам полето како културно, јас го разбирам светот како поле за културен надпревар меѓу народите. И јас сакам да завршам исто, да не излезе го жртвуваме здравото, а го прегрнавме болното. Тоа е една реченица од една представа во која јас имам играно и тоа го соопштував таму како една таква синтагма. Значи сакам да кажам уште еднаш, ги повикувам сите македонски граѓани, сите честни македонци, сите оние кои се чувствуваат вистински македонци да излезат и да биде тоа се помасовно и да ја побиеме, односно теоријата на овие луѓе од надвор во инженерингот дека многу малку ќе трае и дека многу малку луѓе ќе се одзват. Така, ви благодарам уште една за учеството на вестите на телевизија Нова.